Добро, почитувани новинари, денес би сакал тука пред владата на Република Македонија да го истакнам ставот на ВМРО ДПМН дека по однос на економската ситуација, надворешно политичката ситуација, блокадата од ЕУ и здравствената криза, сите три кризи имаат име и презиме, а тоа се Зоран Заев, Венко Филипче и Никола Димитров. И сметаме дека проектот, наречен Зоран, Венко и Никола Димитров, треба да си дадат оставка. Зошто? Затоа што во државата имаме најтешка ситуација од независноста до денес. И за граѓаните, и за здравствениот сектор, и за економскиот сектор, но за жал и за европерспективата. Сметам дека со нивната оставка ние ќе можеме како држава да создадеме можност да формираме влада на експерти која што ќе може подобро да се носи и во здравството, и во економијата, и во евроинтеграциите. ВМРО ДПМН смета дека Заев, Венко Филипче и Димитар Димитров се сметаме дека Заев, Венко Филипче и Димитров се дел од проблемот на оваа државна криза, а не се дел од решението. Нивна оставка во најмала рака е морален чин од нивна страна, а во собранието и на повисоко политичко ниво ќе може да се разговара за влада која што ќе ужива поширока доверба и наместо партиски личности ќе има експерти во секоја област кои што ќе може да понудат конкретни решенија за следната година дена да можеме да имаме план за излез од кризата. Тоа би било моето излагање, повелете доколку има прашања. Да, во врска со ставот за експертска влада, разговарате со некои од опозицијските партии покрај ВМРО ДПМН, каков е нивниот став, бидејќи се ресума не се сложи? Ние сметаме дека позитивен е сигналот од две политички партии кои што се надвор од нашата коалиција, а тоа се Алијансата на албанците на господинот Зијадин Села и партијата Алтернатива на господинот Африм Гаши. Гледаме дека го делат мислењето дека на државата во ваква кризна, економска, надворешно политичка и здравствена ситуација повеќе би помогнала експертска влада отколку влада која што има изгубено доверба. Кратко став околу кризната состојба која што ќе биде денеска донесена и ветото. Ние нашиот став го кажавме уште во февруари-март месец оваа година, кога побаравме кризна состојба, но тогаш на мал број заразени ставот на владата, на премиерот Заев и на председателот Пендаровски беше дека државата нема ресурси да спроведе кризна состојба на ниво на цела држава. Затоа сега се поставува прашањето дали тие биле искрени тогаш, кога кажаа дека државата нема ресурси за воведување на кризна состојба во март 2020 година, или се искрени или можеби манипулираат денес кога воведуваат кризна состојба. Се сомневаме дека оваа кризна состојба, особено во здравствениот сектор, може да донесе за некого дополнителни профити, а за некого или за некои здравствени установи дополнителен хаос кој што го имаме во голем дел од државните болници. Така, освен оставката што побаравте, став за бугарското вето? Нашиот став за ветото од Бугарија дека блокадата е неоправдана и вториот дел од нашиот став е дека таа блокада, за жал, како инструмент им ја овозможи премиерот Заев со подпишувањето на договорот со Бугарија во август 2017 година, кога го предупредувавме дека подпишувањето на таков договор за Македонија ќе донесе повеќе проблеми отколку решение.